Добро дојдовте на Мундијалски вести на Слободен печат. Некои велат дека историјата ја пишуваат победниците. Но во фудбалот, историјата ја пишуваат и оние што се осмелуваат да сонуваат. Светското првенство е сцената на која храброста, талентот и судбината секој ден создаваат нови бесмртни приказни. Една таква беше испишана и во Атланта, каде Аргентина со спектакуларен пресврт ја победи Англија со 2:1 во полуфиналето на светското првенство и обезбеди ново финале, каде што ќе бранити светската титула против Шпанија. Голчовците до победата стигна со 2 гола во самиот финишот на преварот, а главниот режисер повторно беше Лионел Меси, кој со 2 асистенции уште еднаш покажа зошто и на 39 години останува човекот кој ги решава најголемите надпревари. Полуфиналето во Атланта започна предпазливо, со многу тактичко надмудрување и речиси без вистински можности за гол. Двата селектори, Лионел Скалони и Томас Тухел, влегов внимателно во мечот, свесни дека еден потек може да го одлучи патникот во финалето. Првите 45 минути донесоа многу борба на средината од терен, жестоки дуели и нервоз, но речиси никакви возбудувања пред двата гола. По паузата, Аргентина беше тимот што прв ја презеде иницијативата. Хулиан Алварес и Лионел Меси се заканеа кон голот на Джордан Пикфорд, но токму кога се чинеше дека голчовците го контролираат надпреварот, Англија зададе удар. Во 52-та минута Морган Роџерс испрати прецизна топка зад аргентинската одбрана, а Ентони Гордон со удар со глава го совлада Емилијано Мартинес и донесе огромна радост кај англиските навивачи. Наместо да продолжи да напаѓа, Англија по водството целосно се повлече. Томас Тухел се одлучи за дефанзивен пристап и го спушти својот тим во низок блок, оставајќи ја иницијативата на Аргентина. Таа одлука на крајот се покажа како пресудна. Аргентина почна вистинска опсада на англискиот гол. Нико Гонзалес се закани веднаш при влегувањето во игра. Алексис Мекалистер ја погоди стативата, а Пикфорд со неколку интервенции одржуваше Англија во водство. Но отпорот конечно беше скршен во 85-та минута. По корнер што го изнуди аргентинците, Лионел Меси интелигентно му ја остави топката на Енцо Фернандес, кој со и фантастичен удар од 20 на метри го совлада англискиот голман за 1:1. Израмнувањето не ги задоволи актуелните светски шампиони. Наместо да размислуваат за продолжение, тие продолжија да напаѓаат. Во втората минута во судиското продолжение повторно на сцена стапи Меси. Со совршен центар шут ја пронеде главата на Лаутаро Мартинес, кој рутински ја испрати топката во мрежата за целосен пресврт и огромно славје на аргентинските навивачи. Со оваа победа Аргентина повторно ќе игра во финале на светското првенство и ќе има можност да ја одбрани титулата освоена пред 4 години. Во недела, во големото финале, противник ќе биде Шпанија, која претходно со 2:0 ја елиминираше Франција. По надпреварот, селекторот Лионел Скалони беше преплавен од емоции. Немам зборови. Ова е голема радост за нашата земја. Пред неколку дена кажав дека овој тим никогаш не престанува да ме воодушевува. Повторно покажаа карактер и срце. Сега ни останува уште еден чекор и ќе направиме се за да освоиме титулата, изјави аргентинскиот селектор. Тој посебно го истакна односот што неговите играчи го имат кон националниот дрес. Овие момци играат за Аргентина со целото срце. Не е ароганција, туку искрена љубов кон репрезентацијата. Подготвени се да го дадат и последниот атом сила за оваа земја и токму тоа ги прави посебни. На сосема поинакво расположение беше Томас Тухел. Германскиот стручњак призна дека неговата репрезентација ја загубила контролата веднаш по постигнатиот гол. Разочарани сме. Бевме многу блиску до финалето, но по водството станавме премногу пасивни. Му дозволивме на противникот да ја контролира играта. Не можевме да ја задржиме топката и примивме премногу центар шути и опасни напади. Се обидевме тактички да реагираме, но тоа не беше доволно, изјави Тухел. Неговите одлуки веднаш предизвика жестоки реакции во Англија. Најголемите британски медиуми речиси едногласно оценија дека токму дефанзивниот пристап на Тухел бил причината за елиминацијата. Индепендент напиша дека селекторот ги изгубил нервите во најважниот момент. Гардијан оцени дека Аргентина покажала храброст, а Англија страв. Додека таблоидот Сан со игра на зборови објави нас: го изгуби ова Тух. Во критиката се вклучија легендите на англискиот фудбал. Вейн Руни изјави дека Англија сама си го загубила надпреварот со повлекувањето по водството. Алан Ширер порача дека не може 30 на минути да се браниш против тим како Аргентина. А Крис Сатон директно ја препиша вината кај селекторот. Не може да очекувате да преживеете против Аргентина ако само се браните. Тоа беше тактичка грешка.
и одговорноста е кај тренер, изјави Сато. Покрај пласманот во финалето, вечерта ќе остане запаметана и по уште еден историски подвиг на Лионел Меси. Аргентинскиот капитен ќе стане само вториот фудбалер во историјата кој настапил во 3 финалења на светските првенства. Со тоа ќе му се придружи на легендарниот Кафу, кој досега беше единствениот со ваков подвиг. Доколку Аргентина ја совлада Шпанија, Меси ќе стигне и до својата втора светска титула, дополнително зацрстувајќи го своето име меѓу најголемите фудбалери во историјата. Во недела, на тревникот на стадионот MetLife во Њу Џерси, ќе се сретнат две големи фудбалски репрезентации. Аргентина, предводени од човекот што веќе одамна стана символ на една епоха, и Шпанија, репрезентацијата што ја најавува ново време. 90 минути, можеби и повеќе, ќе одлучат кому ќе му припадне највредниот трофеј во светскиот фудбал. А кога ќе се спушти завесата, ќе остане само едно име испишано со златни букви во историјата. На едната страна ќе биде искуството, традицијата и последниот голем поход на Лионел Меси, а на другата младост, смелоста и генерацијата што сака да ја отвори својата ера со светска титула. Светот повторно ќе застане пред најголемата фудбалска сцена, затоа што ваквите финалења не се играат само за пехар. Тие за секогаш остануваат запишани во колективната меморија на фудбалот.